Застрашувачки пораст на бројот на починати и ново заразени од COVID-19. За само 3 дена, 43 луѓе ја изгубија битката со болеста. Последните бројки на смртни случаи укажуваат дека на секој час и половина има по еден починат, со што процентот на вкупно починати во Македонија со експанзијата на смртни случаи во последната недела се искачи на близу 5%. Вирусот, освен според бројот на починати, ги руши досегашните рекорди и по брзината на ширењето. На удар најмногу се возрастните и хронично болните. Владата и покрај ваквите статистики и натаму е одлучна дека дел од хронично болните мора да одат на работа. За 72 часа евидентирани се 2515 позитивни на COVID. Според статистиките на Институтот за јавно здравје, за 7 дена бројот на вкупно заразените е пораснат за 70%. Граѓаните исплашени од високите бројки на заразени и починати дури велат дека официјалните бројки не биле вистински, а за високата смртност вината ја гледаат и во граѓаните, но и во стратегијата на надлежните. Се мислам во народот не е, ени од владата за владеа, не носат маски, не носат опрема нешто, ама и од нив за болеа. Проблемот со високата смртност во земја настанува поради непочитување на мерките и многу касно доаѓање во болница. Како не се плаши? Вината се мислам дека во младите. Еве да мој тукар на 30 години дете му, внук му почина, жал ми е. Наглото све. И млади луѓе гина. Тоа е лошо. И покрај секојдневните сведоштва на пациенти кои се бореле со болест, особено оние кои биле на кислородна поддршка, има и такви кои мислат дека вирусот не постои. На 15 март така, авионче со 4 светла леташе и од тога ова работа се стори. Ако продолжи ваквиот тренд, за следните 7 дена ќе броиме повеќе од 100 починати. И експертите предупредија дека ако бројот на смртни случаи на дневно ниво е двоцифрен, Македонија ќе биде прва по стапка на смртност од коронавирусот во светот. Анализите за причините за високата смртност засега не го видоа светлото на денот, иако безброј пати беа најавувани од страна на министерот Филипче.